People that use fiat currency as a store of value, we call them poor. We call them poor. People that use fiat currency, we call them poor. We call them poor. Добре, да ве повторно во ново видео кај BitTeacher Crypto и денеска би сакал да разговараме за чартот на биткоин, да видиме што всушност се случува, ќе споделиме некои новости кои што се случувале во претходните денови и ќе споредиме некои чартови да видиме што всушност можеме да очекуваме во следните недели. Па ќе започнеме со чартот за биткоин, кој што ни покажува, доколку ја погледнеме сега оваа линија, ова е тренд линија, тука можеме да видиме кога всушност се формирале графовите, претходните циклуси, а моментално се наоѓаме на дното на овој индикатор, што значи дека би можеле да видиме повторно движење нагоре за биткоин во следниот период, доколку сега обрнеме внимание на овој графикон и овој графикон ни покажува дека имаме, погледнете, 1, 2, 3, што имаме во средина, имаме циклуси кои што имаат одредени врвови, подоцна имаме, погледнете, 3 врва, подоцна имаме повторно 1, 2 врвови тука и подоцна имаме bear market, односно каде што формираме 3 врвови, односно цената 3 пати може да го направи ова. Тоа всушност каде се наоѓаме во моментот, тука сме на првото движење, можеби во bear market, мора да видиме каде ќе заврши таа тренд линија, што цело време озборуваме, така да се годиме на следниот чарт, доколку споредиме total market cap, можеме да видиме дека веќе имаме огромно ресетирање на овој сентимент, што значи дека алткоините можеби се спремни за поголемо движење и можеби повторен период на акумулација мала за подоцна да завршиме таму каде што веќе требаше да бидеме. И доколку зумираме сега на крипто total market cap, можеме да забележиме одредена шема која што се појавува во total market cap, каде што би можеле да добиеме и секако и надолно движење за можеби да акумулираме повторно, но тоа ќе го оставиме на времето да видиме, можеби ова никогаш нема да биде пробиено веќе и ќе го добиеме само движењето околу оваа тренд линија, која што веројатно би било и акумулација. Доколку се префрлиме сега на следниот чарт и еден од најболиш чартовите што можеме да ги видиме сега за сега, се е можно, морам да кажам дека се е можно, едноставно треба да видиме каде всушност ќе се движи оваа цена и нешто да ви покажам подоцна за Elliott Wave, како всушност полека ја формираме одредената структура и кога екстензивниот бран е присутен, имаме 9 движења, па ќе го погледаме малку подоцна, но погледнете во овој чарт, доколку успееме да стигнеме тука, тоа секако ќе биде и неверување за луѓето кои што присуствувале во тоа време тука, така да ќе оставиме повторно на времето да видиме што ќе се случува. Една интересна статистика, доколку погледнеме сега, имаме продажба на камионите и зголемување на стапката на невработеност, тоа всушност не води во, како што можеме да забележиме, секогаш не водело до рецесија. И доколку видиме сега оние што го имаат FED во своите портфолио, би можеле да видиме една тренд линија тука, доколку поставиме, гледате каде сме. Ова може да кореспондира со ова, и да имаме можеби период
подолг период на акумулација каде што цената нема да оди ни горе ни доле, но ќе оставиме да видиме што ќе се случува. И исто така една вест за оние кои што се љубители на Фед, имаме едно партнерство каде што Google го потврди партнерството со Фечај, така да имаме некои позитивни вести и доколку погледнеме статистички можеме да го формираме сега тој четврт бран на микроциклусот кој што ни го дал можеби бран 1 за подоцна да го формираме 2 и тука во третиот да продолжи повторно нагоре. Можеби овој период ќе биде се период на акумулација во оваа зона. И сега пробав да го најдам ова за Фед, да видиме колку проценти всушност очекуваат дека ќе биде каматните стапки, но страната денеска барем не работи, така да тоа ќе го оставиме за понатаму. Сега ќе се приклучиме на техничката анализа, да видиме каде и што всушност можеме да видиме. Веројатно би можеле да го формираме тој day cycle тука моментално од 60 дена, доколку е тоа планот да направиме можеби повторно ликвидација на овие позиции или пак да го пробиеме ова дно повторно за да се ликвидираат овие позиции и подоцна да го видиме тоа движење нагоре кое што верувам дека би донело малку и еуфорија и позитивност на пазарот и подоцна ќе биде многу битно да видиме каде всушност тој бран ќе заврши, дали ќе имаме тука пробив или пак не. И сега би сакал да погледнеме еден чарт, празен чарт на биткоин и да погледнеме што всушност ни кажува Елиот на овој, доколку имаме овие бранови заедно со екстензијата, треба да имаме отприлика 9 бранови кои што се наоѓаат во оваа структура на маркетот, па да видиме сега колку всушност бранови би имал биткоин и доколку видиме сега 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и доколку го добиеме, тоа ќе биде 9-тиот бран кој што може да заврши било каде во овој опсек тука, а може и да направи нов all-time high тука. И сега доколку се вратиме на графиконите тука, доколку го погледнеме сега графиконот за Ethereum, погледнете. Можно е да веќе да сме го формирале тој четврти бран, може би да го добиеме петиот и да има повторно мало придвижување, доколку имаме и во биткоин, во ова микро структура за подоцна да тоа се реализира секако што треба. Накратко ќе погледнеме S&P 500, нови all-time highs, очекуваме day cycle low да се формира исто така и за S&P 500, можеби 40 дена тука и да видиме каде ќе не одведе пазарот подоцна. Златото моментално се придвижува повторно нагоре, може да имаме уште раст на златото, но тоа ќе ни го покаже времето, ги формиравме овие циклуси повторно и тука имаме можеби повторен мал пат и тука би можеле да го видиме тој day cycle low што ќе се формира доколку ова е планот, така да среброто прави нови all-time highs, како што можеме да видиме продолжува нагоре. Сега ќе ја погледнеме и доминацијата на биткоин. Погледнете, доминацијата на биткоин доколку ставиме на месечно ниво, полека паѓа и се ресетира. USDT доминацијата ево нагорен тренд моментално. USDC, ова е USDC, а ова е USDT доминацијата која што
исто така е во тренд нагоре и доколку затвориме на месечно ниво, ова би значило дека имаме голем булиш сигнал моментално за USDT, а тоа би значило можеби и bear market за Bitcoin, но ќе видиме, едноставно не можеме со сигурност да кажеме, бидејќи доколку се вратиме на Bitcoin, структурата тука уште не е скршена. Ова се само претпоставки што би можело да се случува од збир од неколку индикатори, така да ќе видиме што понатаму би можеле да очекуваме кога ќе се придвижиме до оваа тренд линија. И се надам дека денеска најдовте вредност тука. Се надевам дека уживавте во овие анализи. Ако стигнавте до тука, размислете да се претплатите, за да може да не следите секоја недела. Исто така, објаваме речиси секојдневна содржина. Ако сакате некој да ја прекине бучавата околу оваа си идеја и да ве држи настрана од останатите 90% од пазарот, ова веројатно е канал за вас. Ако сакате да започнете со сите работи поврзани со циклусите и навистина не го разбирате жанрот, можете да ги посетите видеата кои што се во плейлистите на овој канал, или пак да почекате 10 секунди за да ви се отворат тие линкови кои ќе заврши ово видео. Така да, тоа од прилика за денес. Се гледам во следното видео. Поздрав од Bad Teacher Crypto и чао чао. Crypto crazy, it's a digital game. Lost my wallet and forgot my name. Up and down like a kangaroo. Who knew my money could just vanish too? Mining dreams with a pickaxe app. Electric bill gave my wallet a slap. NFTs of cats in a hat. What am I doing? I can't handle that. Crypto crazy, it's a digital game. Lost my wallet and forgot my name. Up and down like a kangaroo. Who knew my money could just vanish too? I'd all they said, but I'm losing my mind. Diamond hands, they told me to find. But now I'm staring at a graph on fire. Dreaming of gold, but stuck in the mire. I met a guru, he said buy the dip. And now I'm broke, eating ramen and chips. I tried to sell, but the fees were steep. Crypto's a roller coaster I can't keep. Crypto crazy, it's a digital game. Lost my wallet and forgot my name. Up and down like a kangaroo. Who knew my money could just vanish too? Mining dreams with a pickaxe app. Electric bill gave my wallet a slap. NFTs of cats in a hat. What am I doing? I can't handle that. Crypto crazy, it's a digital game.